Добро вечер. Вечерашните 10 минути ги одвојуваме за Павле Богоевски, инакоактивист во граѓанската платформа Ајде. Павле, добре дојде во 10 минути. Причините зашто си тука, сигурно на сите ни се повеќе од јасни. Тоа е утрешниот протест кој што го најавивте, односно бдење пред Уставниот суд. Зошто се одлучивте на овој чекор? Добар ден, Гавриела. Прво, благодарност до вас за поканата и до вашата телевизија. Значи да, платформата за граѓанска политика Ајде има најавено протест кој започнува утре во 18 часот пред владата на Република Македонија. Од таму маршот се упатува преку Народната канцеларија на претседателот на Република Македонија до Собранието и од тука ќе се упатиме до финалната дестинација, односно Уставниот суд на Република Македонија. Кога ќе стигнеме таму ќе ја поминеме ноќта и ќе извршиме едно символично бдење над Уставот и Уставниот суд, со цел да ја пренесеме пораката дека доколку овој пат уставните суди не застанат цврсто и одлучно против волјата на владеачката структура и против партиското влијание, во тој случај навистина ќе треба да го погребаме и Уставот и Уставниот поредок на Република Македонија. На кој начин ќе ги пречекате уставните суди и се очекували, колкава бројка на луѓе се очекува утре да ве подржи? Па според најавите што досега ги имаме, очекуваме бројка од над 1000 граѓани. Начинот на кој што ќе ги пречекаме судиите во текот на задутрешниот ден, веќе во среда наутро, нема да биде со никакво блокирање на влезовите, ништо слично, туку едноставно граѓанските активисти и луѓето кои што сакаат да се протестираат ќе се постават на влезовите и ќе ги потсетат судиите за тоа какво е мислењето на народот, но и на пошироката јавност во однос на оваа иницијатива. Значи ова, да разјасниме, ќе биде мирен протест, така? Да, ова ќе биде мирен и ненасилен протест. Протестот што го организира Ајде платформата за граѓанска политика. Дали на ова ваша иницијатива се приклучуваат и други граѓански организации или како? Значи, како што дознавме, овој протест веќе е поддржан. Претпоставам дека мислите на СДСМ која што денеска имаше објава за медиуми дека го поддржува протестот, а па за возврат имавме и контра обвинување од владеачката партија дека действуваме заедно, координирано и така натаму. Значи, протестот кој што Ајде го организира утре има само за една цел: да го пренесе револтот кој што граѓаните го чувствуваат во однос на можноста на претседателот да му се даде неограничено право за помилување на осуденици, вклучувајќи и лица осудени за изборни измами. Многу сме благодарни за поддршката која што денеска ја дадоа Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, практично нема партија во Република Македонија која што не се изјасни против оваа иницијатива. ЛДП, Демократскиот сојуз, ПДП, Социјалдемократскиот сојуз, па дури и ВМРО ДПМН рече дека нивниот став е ист како што бил во 2008 и 2009 година, односно кога сметале дека е потребна оваа уставна иницијатива. Па јас прашањето би го упатил поинаку. Зошто, доколку ВМРО ДПМН не мисли дека уставната иницијатива е неиздржна, зошто и тие не поддржат? Ги повикувам најотворено да не поддржат и да ни се приклучат во утрешниот протест каде што ќе го изгразиме нашиот револт кон овој обид за ослободување на луѓе кои што подоцна ќе бидат осудени за повеќе типови на кривични дела, меѓу кои што и изборни измами. Со оглед на тоа што ве прозваа дека на некој начин сте логистика на СДСМ, ајде да ги разјасниме тие работи. Претходно се случи исто така и претходниот протест кога го организиравте. Има ли вистини во тоа? Не го разбирам значењето што е употребено во овој случај на зборот логистика. Значи, секој граѓанин на Република Македонија, без разлика дали е член или не е член на некоја партија, е добре дојден да ни се придружи на нашите протести. Најодговорно тврдам дека протестот, идејата за протестот и целокупниот дизајн е творба на Ајде, која што Ајде го објави и ги повика сите граѓани на протест. Зошто немаше протестно обраќање од домашната јавност за иницијативата за помилување? Ова едноставно така млако помина во јавноста. Како е вашиот коментар? Па Габриела, не би се согласил дека млако помина. Значи, немавме можеби остра и видлива реакција, бидејќи Уставниот суд не свика во овој случај јавна експертска расправа, па не може тие реакции да се видат на едно место. Меѓутоа, ако ги разгледате објавите во медиумите кои што претходеа на овој период, ќе забележите на пример дека академик професор доктор Владо Камбовски рече дека ова уставна иницијатива представува најголемиот срам за правната професија во Република Македонија и дека ова е всушност удар против државата. Ако прочитате исто така во другите медиуми, ќе забележите дека професорот Шкарик се изјасни дека не му е јасна оваа иницијатива и дека сега се лежи на совеста и интелектуалниот капацитет на судиите и дека тој лично не верува дека тие ќе го покажат потребниот
нивниот интелектуален капацитет. Господинот Петар Гошев, кој што исто време е стручњак од Исто така од таа мислам област. дека тој ви подржа на протестите, ако не се лажам. Господинот Гошев беше присутен на еден од нашите протести. Меѓутоа зборот ми беше дека бројни експерти, без разлика дали поединечни експерти или организации, Transparency International, Хелсиншкиот комитет за човекови права исто излезе со соопштение во јавност. Ја осудија оваа иницијатива за преиспитување на уставноста на законот за помилување од проста причина што аргументацијата која што стои за тоа е лишена од секаква правна логика. Така. И сега сигурно јавноста ќе интересира што доколку помине иницијативата. Што ќе значи тоа? Вака, ова не е прв пат. Так. Овој состав на Уставниот суд, и кога велам овој состав, мислам на моментот од кога Дрим тимот на ВМРО ДПМН од 5 уставни суди влезе во составот на овој Уставен суд. Ова нема да биде прв пат како Уставниот суд го витка Уставот на Република Македонија и уставниот поредок согласно волјата на владеачкото мнозинство. Меѓутоа, ако оваа уставна иницијатива помине, тоа веќе ќе биде јасно кршење на Уставот и уставниот поредок од страна на институцијата која што треба да го штити. Тоа веќе ќе биде јасен знак дека во Република Македонија веќе не важат ниту постулатите на правната држава, ниту постулатите на владењето на правото, туку само волјата на една мала група луѓе која што е на власт. И токму тука лежи проблемот. Ако тоа го земеме заедно во предвид со тајмингот во кој што е одбран да биде поднесена, но и процесирана оваа иницијатива од страна на Уставниот суд, треба да ги знаеме следните работи. Прво, ако единствената цел на Уставниот суд беше да ги спаси структурата на власт од евентуална затворска казна за изборни измами, тоа можеше да го направи по изборите, да речем. Можеше тогаш да ја разгледа иницијативата и тогаш да ја донесе својата одлука. Меѓутоа, употребувајќи го овој момент, употребувајќи го периодот пред изборите кои што се исклучително значени за Република Македонија, владеачката структура преку своите послушници во Уставниот суд упатува порака дека врвот е недопирлив. Дека без разлика што и да направат, без разлика какви дела да извршат, тие едноставно нема да одговараат и тие повторно ќе останат на врв. Граѓаните, граѓанската иницијатива ајде и граѓаните кои што ќе не поддржат, утре ќе се собереме заедно да кажеме дека тоа нема да помине. Очекувате ли можеби позитивен исход еве од вашиот протест? Едно е на што Какви се вашите очекувања? Едно е на што се надеваме, друго е што очекуваме. Така. Значи се надеваме, имајќи ги во предвид излагањата на најголемиот дел од македонската експертска јавност, имајќи ги во предвид излагањата на меѓународната заедница и низините представници, имајќи го во предвид гласот на граѓаните, се надеваме дека уставните судии ќе најдат доблест при себе барем еден од нив да гласа против оваа иницијатива. Но од друга страна, за жал, досегашното искуство го покажува сосема спротивното. Покажува дека без разлика на аргументите кои што се преточени, Уставниот суд повторно гласа согласно волјата и потребите на структурата на власт. И поради тоа би сакал да искористам оваа прилика да им супатам на сите граѓани. Сме пред крајот на нашите. Да им супатам на сите граѓани и да ги повикам утре во 18 часот да ни се придружат пред владата на Република Македонија и заедно да измаршираме до собранието под Уставниот суд и да го пренесеме нашиот глас пред уставните суди. Ова беа со пораката тука нека да ги завршуваме нашите 10 минути. Павле, ти благодарам што беше гостин во нашите 10 минути. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 21. Пријатна вечер.